Во студиото на МИА гостин денеска е министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу. Со него ќе разговараме за повеќе актуелни теми, како процесите за дигитална трансформација на општеството, реформите во администрацијата, реформските закони. Добро дојдовте во студиото на МИА. Благодарам на поканата. Добро да најдов. Од неодамна сме една од државите потписници на програмата Дигитална Европа. Најавивте многу можности за организациите, институциите и за бизнисот со учество во проекти и добивање финансии. На што конкретно се однесува програмата? Какви можности отвара и за какви проекти може да аплицираат? Благодарам. Значи, Дигитална Европа е програма во која што е заснована врз основа на дигитален компас. Знаете, европските земји дигиталната трансформација ја почна одамна. И во тој процес на дигитална трансформација на општеството увидоа проблеми во имплементација. Врз основа на проблемите во кои што ги мапира, креира дигитален компас, каде што сите мапирани проблеми и предизвици ги ставија во Дигитална Европа, агенда програма која што е до 2030 година, и целта на таа програма е граѓаните на Европската Унија да ги имаат сите сервиси на дигитална форма, да имаат пристап до услугите во реално време и да имаат транспарентност на сите јавни институции. Од оваа година ние сме веќе полноправна членка како држава во програмата Дигитална Европа, каде што има 5 столба. Тие се основани врз, како што реков, основа на потребите и анализите направени од ЕУ. Едната е инфраструктура. Знаете, не можете да имате дигитална трансформација без добра инфраструктура. Вториот момент е напредните технологии. Третиот е вештачка интелигенција, сајбер безбедност и вештините, IT вештини. Значи, тие се 5 столба каде што сме и ние дел веќе од таа програма. Можностите се големи, затоа ние од првиот момент кога се вративме во Македонија, направивме веќе работни групи. Во моментот креираме за сите 5 столба луѓе во кои што ќе бидат надлежни да ги следат процесите и да стимулираат други работни групи за да може да аплицираме. Сега е веќе до нас, значи зависи колку апликации ќе имаме и колку тие апликации ќе бидат иновативни и поддржани од Дигитална Европа програмата. Ние работиме исто така многу интензивно и со другите институции за да може да ги информираме и за да може сите тие процеси во кои што ние се дел од интересот и во кои што ги гледаме како дел од Дигитална Европа да може да аплицираме. Знаете, ние за да имаме дигитална трансформација на државата ни треба роудмап, значи ни треба патоказ за дигитална трансформација. Веќе МИА почна неодамна да ги агрегира сите податоци од аспект на каков тип на инфраструктура имаме, каков тип на решенја, софтверски решенја имаме, исто така со колку човечки капацитети располагаме. Ќе имаме јасна слика и тогаш ќе ги пренасочиме сите проекти за да може таа дигитална трансформација да биде реално имплементирана и да имаме резултати. Може ли да не наведете примери за образовните институции и за бизнис секторот? За што може да аплицираат? За какви проекти? Значи, тука нема лимит. Може да аплицираат буквално за секакви проекти во кои што државата цени дека се од интерес на државата или приватниот сектор. Идејата на Дигитална Европа е исто така да се дигитализираат и процесите во приватниот сектор, не само во јавните институции. Така да тука нема некој лимит, едноставно треба работните групи или таков тип на, ајде да кажеме, конзорциуми помеѓу јавни и приватни институции и невладини организации да дефинираат проблеми, да нудат решение во кој што решението треба да биде дигитален трансфер на некој процес натре и да се аплицира. Исто така, тука сакам да напоменам дека во Дигитална Европа и државата има значи влог во финансиски средства,
И со тоа се дава на тежина и на проектот и на процесите во кои што треба да се имплементираат понатаму. Значи не е 100% секој проект финансиран од Дигитална Европа, туку исто така секоја држава треба да партиципира во тој процес на имплементација на проектот. Така да тоа дава и значење и тежина, но исто така ќе бидеме сигурни дека во тој роадмап во кој што го дефинираме, сите проекти ќе бидат на ниво на поврзување помеѓу нив и така натаму. Знаете, дигиталната трансформација, колку е да кажеме дека е лесна, од другата страна е многу тежок екосистемот за имплементација. Тука мора да имате луѓе во кои што ќе бидат добро обучени за да ракуваат со таа дигитален процес. Исто така треба да имате поврзаност на институциите, да може тие информации да бидат јавно достапни, да може да се процесираат ако е проектот од таков вид. Така да воопшто не е лесно, ќе треба да бидеме предпазливи и кога аплицираме со какви проекти, за да може повеќе проекти да ни поминуваат и да бидеме и ние како држава задоволени и нашиот приватен и невладин сектор исто така задоволени. Дали веќе се лоцирани клучните причини за слабата искористеност досега на финансиите од европските фондови и дали тие негативни искуства сега ќе се пренаменат, ќе станат позитивни за да искористиме повеќе? Токму така, секогаш треба да се тргнете од материјалот, резултатите, историјата во која што имате за некој процес. За аплицирање на европски фондови, ние како држава немаме некој стандарден систем како тоа го менаџираме. Затоа сега веќе МИА направи 5 столба во каде што сите ќе бидат вклучени од високообразовни институции, од приватен сектор, од јавен сектор, од невладин сектор и тие ќе ги водат сите тие 5 столба, но исто така ќе стимулираат работни групи за да аплицираат. Цениме дека овој е пристап каде што ќе нудиме подобар резултат но исто така ќе видиме ако тоа не функционира, ќе треба да се промени методологијата. Знаете, секоја земја различно гледа и различно е организирана, но факт е дека ние досега немаме голем број на апликации во други фондови, така да се надам дека овој пат во Дигитална Европа ќе имаме повеќе апликации. Со каква основа стартуваме ние инфраструктурно и кадровски за сите овие процеси? Во услови кога според последното мапирање од страна на АЕК за дигиталниот јаз во државата, дури 24% од населените места беа во така наречените бели зони. Ние во моментот имаме проект со Европска Унија, каде што правиме анализа, feasibility study за бели и црни зони во државата. Реално од аспект на инфраструктура ние не сме многу назад, но од другата страна тој гигабитна поврзаност, гигабитна мрежа треба да се имплементира. Во фаза сме на анализа на целата инфраструктура и се надеваме дека до 2026 ние ќе имаме гигабитна инфраструктура на ниво на земјата. Така да, но реално сите земји имаат таков предизвик, некои од нив веќе се во фаза на имплементација, други се во фаза на анализа, трети веќе завршија, но се во процес. Како ќе оди финансирањето на сите овие процеси за воспоставување на потребната инфраструктура? Докаде се преговорите со приватниот сектор за помош од државата? Ние како претендент за членка на ЕУ, една од обврските ние да имаме гигабитна инфраструктура во нашата земја. Дали начинот ќе биде заедно со приватниот сектор да се имплементира таа инфраструктура или државата ќе се одлучи како сама да инвестира во инфраструктурата, тоа ќе видиме после анализите направени од оваа фаза. Значи сме, како што реков, во фаза на анализи, од таму ќе најверојатно ќе имаме резултати, ауткам, каков тип на методологии, кој пристап ќе го имаме понатаму. Доаѓате од приватниот сектор, сега веќе на функција министер за информатичко општество. Која е вашата оценка за состојбата на телекомуникацијскиот пазар генерално во држава? Знаете, телекомуникацијскиот инфраструктурата и пазарот кај нас во споредба, пак да кажеме, со соседните земји, ние сме окей. Имаме напредок во последниот период, зависи како и од која страна ги анализирате тие процеси. Од аспект на нудење на услуги,
Предпоставам дека горе-доле сме тука сите земји, од аспект на колку тие услуги се коштат за граѓаните, тука треба да се работи повеќе и тука исто така има различни пристапи. Различна земја различно гледа и тука мора да кажем дека имаме работни групи во кои што ги анализираат процесите, но исто така и Европската унија, знаете, во фаза на скрининг сме сега, анализира и од аспект на роуминг, да видиме како цените како ќе се намалуваат, тенденцијата е тоа да се намалуваат. Оваа година најверојатно ќе ве информираме, ќе имаме добри вести, за да може нашите граѓани надвор кога ќе бидат да може полесно да разговарат на телефон. Од аспект на мултимедијални содржини, тоа не зависи само од операторите, зависи од целиот екосистем. Значи тука треба да бидеме поактивни како општество. Што е со сегментот во мобилната телефонија? Дали сметате дека таму се постигнати ефектите за вистинска конкурентност од аспект за цените за граѓаните? Тука има простор за да се подобри целата инфраструктура и од аспект, како што кажав, на квалитет, но и од аспект на цени. Сепак знаете, тоа е пазарот ги диктира и правилата понекогаш, така да ние како земја исто така сме обврзани да тој биде либерален, да може да правилата не игра и квалитетот да биде на прво место. Може да се очекува некој повик во таа насока наскоро за влез на нови оператори? Наскоро не. За дигитализацијата на општеството, на целото, факт е дека е потребна политичка волја, а особено за во услугите што ги нуди администрацијата. Кои се клучните работи на кои што вие ќе се фокусирате за да поскоро како граѓани видиме дека има повеќе таков тип на услуги? Знаете, дигиталната трансформација треба да имате јасна визија и процеси во кои што се јасно дефинирани. Грешка е увидена во сите земји во кои што мислат дека тој процес оди паралелно со мануалниот и дигиталниот. Значи, со дигитална трансформација побрзи резултати доаѓаат кога ви одите чекор по чекор, но тие чекори во кои што ги дигитализирате не нудите друга опција, втора можност за да може тоа да се процесира истиот процес и по стара методологија или мануално. Што сакам да кажам? Ако ние во јавниот сектор дигитализираме една услуга, таа услуга треба да биде дигитална и таа треба таква да се нуди за граѓаните и за општеството. Ако оставиме простор истата да може да се процесира и на стар начин, тогаш многу тешко одиме на подобрување на дигиталната трансформација во општеството и такви примери имаме ние и во државата. Еве, јас често го спомнувам примерот на образовните институции. Вие имате и дневник, но од другата страна наставниците пишуваат и на веќе, иако не постојат дневниците, на принтани, на копирана хартија пишуваат часови. Така да тоа не е реална трансформација на процесите. Мислиме дека реална трансформација на секој процес мора да биде едноставно дигитализиран процес. И ние работиме на тоа, затоа МИО во моментот и правиме дигитализација на услуги во кои што ги нудиме како јавна администрација, но од другата страна и креираме инфраструктура заедно со АД Пошти во 333 точки. Ние како земја ќе имаме ЕТУ точки, една точка услуги, каде што нашите граѓани во кои што или немаат доволно знаење за да отварат акаунт на националниот портал услуги Gov.mk или од другата страна можеби немаат пристап до интернет или до технологии, да можат во тие места да одат и тие услуги да ги добиваат од тие шалтери. Така да вие мора да нудите и инфраструктура и човечки капацитети, но никако истата услуга да ја нудите и на стар начин. Докаде се активностите за ова што го најавивте со Пошта? Значи ние сме при крај. Треба да се промени закон, што треба да се направи? Значи, нашите експерти анализираат дали треба да се промени закон или некои членови во внатрешната организација на институцијата, АД Пошти. Мислам дека до крајот на наредната недела ќе имаме јасна цел, но мислам дека одиме на насока да не се
да нема потреба од промена на закон, туку да одиме на поедноставен начин. Како и да е, и да треба да се промени законот, ние тоа ќе го процесираме, бидејќи цениме дека многу е важно, како што кажав, освен дигитализација на процесите, да имаме и инфраструктура каде што нашите граѓани ќе имаат пристап до тие сервиси. Најавувате многу активности во услови кога самите државни институции немаат доволно IT кадар, значи го немаат потребниот кадар што ќе ги истурка сите овие процеси. Има ли наповедок решение за овој проблем? Вие знаете, од првите 2 недели ние излеговме, мислам дека беше втората недела, со слоганот Дигитална ера. Не е случајно и слоганот Дигитална ера, тој е поврзан со Дигитална Европа и со овие предизвици во кои што ние ги имаме како држава. И не се само кај нас, тие се предизвици на ниво на сите земји и во Европа, но и во светот. Знаете дека во ЕУ се претпоставува дека до 2030-та ние ќе имаме јас од 20.000 IT експерти во клучни области во кои што треба да бидат вработени. Исто така и ние секојдневно и сега и во иднина ќе се соочуваме со тој предизвик на експерти од IT секторот, од другата страна ние креираме дигитален екосистем. За таа цел ние како МИО излеговме со идеја да се направи нова институција каде што за сега ние крстевме Агенција за дигитална трансформација и работиме на закон за Агенција за дигитална трансформација. Но каде е подготовката на каде што ќе има 4 столба. Едниот од столбовите ќе биде инфраструктура, ICT инфраструктура на ниво на земјата, вториот ќе биде обуки, за да може да ги обучиме и вработените во јавниот сектор, но исто така и за граѓаните. Третиот момент е софтверски решенија и четвртиот е сајбер безбедност. Законот е при крај, првиот драфт на законот е при крај. Ќе треба да го отворивме како работни групи има внатре од сите стейкхолдери. Се надеваме дека за кратко ќе имаме прва јавна дебата да видиме дали тој закон е во правилно воспоставен. Бидејќи знаете, од тој закон ќе зависи и каков тип на агенција ќе имаме, а идејата е таа агенција да биде како омбрела на дигиталната трансформација на земјата. И преку таа агенција ние ќе ги решиме и предизвиците од типот на човечки ресурси, бидејќи тогаш многу пофлексибилен ќе биде законот и таа институција ќе биде пофлексибилна и од аспект на плаќање на тие експерти, но и од аспект на соработка со приватниот сектор. Идејата е таа агенција да може секојдневно и директно да работи со приватниот сектор. Знаете дека имаме ние многу добри IT компании во Македонија и може тие капацитети и човечки и технолошки и пристапите да ги користиме за да може да нудиме решења на ниво на земјата. Дигитализацијата е дел од совкупните реформски активности во администрацијата. Најавени се во изминатиот период од страна на неколку министри реформски закони кои што ќе придонесат за департизација пред се на администрацијата и професионализација на раководните кадри. Докаде е подготовката на овие закони? Знаете, во и точно ако може да ни кажете кои се закони ќе подготвувате сега како дел од овие реформи? Значи, МИО како институција има 3 главни столба. Значи, едниот е информатичко општество и инфраструктура, вториот е јавна администрација и третиот се медиумите. Ние за трите столба веќе активно работиме на креирање на закони. За првиот ви кажам, значи таму се работи законот за Агенција за дигитална трансформација, вториот закон е закон за сајбер безбедност и третиот закон е законот за третиот е фактички акцијски план како тие закони и како ќе се имплементираат во рокот од 2 години. Вториот столб јавна администрација имаме 5 закони активни, еден од нив вие го спомнавте, закон за високо раководна служба, каде што таму јасно ќе се дефинираат сите процеси од моментот на отварање на работно место за високо раководна функција до моментот на одбирање на менаџерот на таа институција. И мислам дека јас сум убеден дека со тој закон ние ќе го подобриме тој момент на менаџирање, професионално менаџирање со институциите. Имаме вториот закон е законот за органите на јавната
управа. Тука правиме анализи од аспект на оптимизација на институциите. Знаете, во моментот имаме институции каде што функционалностите и тоа зашто се креирани услугите во кои што ги нудат, често ни се преклопуваат со други институции, се прави feasibility study и функционална анализа од аспект на резултатите и тоа што ќе произлезе од тие анализи, ние ќе правиме оптимизација на тие органи, се очекува да се намалат. Значи некои услуги во кои што се поклопуваат нормално ќе бидат само во една институција, другите или ќе се спојат со таа институција или ќе се креира трета институција каде што ќе ги вклопи сите тие органи на јавната управа. Ќе значи ли тоа намалување на бројот на администрацијата? Знаете, кога збориме за број на вработени, секогаш бројката изгледа голема и е таква. Ние работиме на оптимизација на бројката, но од другата страна со друг предизвик се соочуваме како земја. Ние ако гледаме хоризонтално, имаме институции каде што имаме недостиг на човечки капацитети, имаме институции каде што имаме превработеност на човечки капацитети. Значи пред да се намали, тенденцијата не е да се намали адхок, да кажеме еве 10% ќе намалиме вработени. Идејата е да се анализираат профилите и дали може хоризонтално преку мобилност да одат од една институција во друга, се со цел да го решиме проблемот. Идејата на тие закони е да имаме на крај на денот да имаме услуги во кои што граѓаните ќе бидат позадоволни, јавната администрација да биде потранспарентна и трошоците како држава да се намалат. За да може тоа да се направи, вие мора да ги анализирате сите процеси, на крај да оптимизирате од аспект на човечки ресурси, но не по цена на намалување на квалитетот на услугите во кои што треба да ги нудат тие институции. Во контекст на ова ќе понудите ли решение за вработените во јавната администрација што традиционално веќе заменуваат на работа во тек на летниот период, земајќи неплатено отсуство? Значи вака, секој процес треба дефинитивно добро да се анализира. Зошто ни се случува такво нешто, значи таква појава. Вториот момент да видиме како може да се спречи, но да се подобри екосистемот. Ценам дека ние како држава и ние веќе правиме анализи, прво знаеме зошто тоа се случува, значи тоа е јавна тајна. Најверојатно одат за повисоки плати за тие 3 месеци. Од другата страна знаете дека предизвик како држава ни се платите во јавна администрација, но не е само тоа, значи целиот екосистем, значи и моментот како ви е организацијата на институцијата кај што работите. Дали се јасни дефинирани профилите на луѓето во кои што работат. Дали тие се исполнуваат во текот на денот кога се дел од работата, а тоа зависи од целиот екосистем, од инфраструктура, од столче, од маса и све тоа што е дел од нашиот секојдневен процес на работа. Ценам дека треба добро да се анализира и мислам дека лично тие процеси се многу битни за нас и треба навистина да го спречиме што е можно поскоро, бидејќи тоа е првиот момент каде што тие луѓе многу брзо и многу лесно можат да работат веќе трајно таму, не за 3 месеци. Знаете, веќе кога одите во друга држава, вие креирате мрежа на луѓе. Вие веќе креирате екосистем каде што лесно може и да се снајдете. Ако тоа трае предолго, ве уверувам дека за втората или третата година вие ќе се одлучите да живеете таму и да се преселите. И тоа е многу сериозен проблем и за државата и за јавната администрација. Ние правиме анализи и мислам дека до нас ние како креатори на политики треба да видиме како тоа да се подобри, да немаме многу такви. Значи такви појави нема да ги спречиме, но да ги намалиме. Така. Вице-премиерот Битиќи како една од опциите спомена и нивно вклучување во приватниот сектор. А во изминатиот период во многу наврати се најавуваше вклучување на дел од административците во приватниот сектор. Се согласувате ли вие со овој негов предлог? Како би го оценили? Знаете, ништо не може да се направи со сила. Јас сум против процеси во кои што вие не нудите друга опција.
Такви опции има во светот и ние работиме на креирање на профили за обуки во кои што се компатибилни со потребите прво на јавната администрација и второ на приватниот сектор. Значи, денеска предизвик не е само за јавната администрација добар вработен, туку исто така и за приватниот сектор. Вие ако креирате можности, јас ве уверувам дека секој ќе сака тој lifelong learning процес да го помине, значи да се обучи, да биде компатибилен и подобро ќе се чувства и покомпатибилен со потребите на пазарот на трудот. Така да наше е да направиме екосистем каде што секој заинтересиран ќе може да се дообучи и после тие се природни процеси. Ние и денеска имаме колеги вработени во јавна администрација каде што од јавна администрација сами одат во приватен сектор или заради подобра инфраструктура, или заради подобри плати, или заради подобри можности и така натаму. Тие се процеси во кои што природно и ние никако не смееме да направиме рамка каде што ќе имаме јасно и прецизни дефинирани правила. Тие правила се флексибилни и пазарот на трудот го дефинира. Ние не можеме како држава да кажеме 5% од приватен сектор ќе помине од јавен сектор ќе помине во приватен или таков пристап мислам дека не е во ред. За сега само во најава остана и законот за плати во јавен сектор, кај што требаше да се дефинираат износите и различните износи на платите во различни институции. Има ли некоја новина тука? Тој е многу битен закон. Прво е битен заради фактот дека денеска ние се соочуваме како држава, имаме слични профили на работно место каде што имаат различни плати. И тоа е заради тоа што немаме систем каде што и јасно се дефинираат правилата и индикаторите како се пресметува една плата. Тој закон е многу битен закон и е закон каде што ќе трае, ќе треба повеќе време за да се добро дефинира. Идејата на законот не е да имаме единствен математички модел за пресметка на плати на ниво на државата, туку да ги дефинираме рамките како треба да се движи, после ќе има правила за секоја институција како да се движи во тие граници да дефинираат плати. И мислам дека законот најверојатно ќе имаме драфт верзија до крајот на годината, но имплементацијата на истиот и креирање на такви модели на пресметка на плати најверојатно ќе трае со години, бидејќи тоа и во развиени држави тие се закони во кои што траат многу долго, се гломазни, барат многу анализи и не е лесно да се направи, никако не е лесно да се направи единствен модел за пресметка на плати. Најавивте и закон за медиуми. Која е клучната придобивка од овој закон и докаде се преговорите со операторите? Кои има редица забелешки, реално? Во овој дел ние имаме, значи, како ресорно министерство имаме два закона. Законот за медиуми и законот за АВМО. За законот за АВМО ние го поделивме на две фази и тоа беше заради пак Креативна Европа. Знаете, за да бидеме членка како држава во програмата Креативна Европа, имавме значи ограничувања и тие беа поврзани со законот за АВМО. И тие барања во кои што беа како бенчмарк од страна на ЕУ, ние ги исполнивме со првата фаза, веќе е во процедура, во собрание и на 18 овој месец ќе биде изгласан. И со тоа ние стануваме исто така членка на Креативна Европа, во која што ќе нуди многу можности за медиумите, за да може да аплицираат на разни проекти во Креативна Европа. Втората фаза исто така е многу битна фаза, бидејќи ги регулира битните моменти на тој екосистем на медиумите кај нас. А знаете, без добра инфраструктура и без добри перформанси на медиумите, вие немате ни добра транспарентност, но и демократијата е веќе во прашање, но исто така е отчетноста од страна на јавните институции и политичарите. Од тој аспект ние работиме и го отворивме процесот, потполно е отворен и сите стейкхолдери, јас лично, секоја недела имам состаноци со нив. Еве наредната недела во среда, мислам дека од 10 часот ќе имаме првата јавна дебата за вториот дел од законот за АВМО.
очекувам од сите стекхолдери да бидат многу активни, да направиме закон во кој што ќе биде и во насока на тоа што се бара од ЕУ директивите, но исто така и ќе се подобри тој екосистем на медиумите кај нас. Бидејќи навистина ценам дека без добра инфраструктура тој е клучен фактор за прогресот на државата. Што ќе опфатат измените во втората фаза? Исто така законот прво е многу сензитивен, не само кај нас. Знаете и во ЕУ земјите тие се закони во кои што многу се размислува, значи таа линија на уреденост да не биде кочница за иновативност и за транспарентност. Така да од тој аспект ние се одлучивме на неколку фази да го работиме и тој закон. Моментално сме на анализа на 4 члена од законот. Знаете, тие се битни за таа инфраструктура. Првиот член е можноста државата да креира регулатива за авторски право, каде што во моментот за жал немаме таков тип на организација. Вториот е да може државата заедно со медиумите да може да, знаете, тој фамозниот член 102 што беше до 2016, ако не се лажам, да може тој истиот да се преработи и да биде во согласност со ЕУ директивите, бидејќи сега едноставно истиот не може да се користи, е забранет, но од другата страна потребите од јавните институции и комуникација со граѓаните е загрозена, така да гледаме од тој аспект да најдеме начин како според ЕУ правилата и директивите и работиме заедно и со локални и со интернационални експерти, но исто така вклучени се сите стекхолдери да може да најдеме начин. Исто така имаме можност на подобрување на комуникацијата помеѓу медиумите и кабловските оператори, така да тие се некои, ајде да кажеме, точки каде што сега се фокусираме и ценам дека со подобрување на овие 4 члена ќе се подобри тој медиумски екосистем во државата. Знам дека не се лесни закони, затоа најверојатно и траат многу, значи траат со години, но си дадовме и јас лично си дадов себе си обврска за да може тие закони да се соочиме со сите предизвици и да може еден ден да имаме решение на тие проблеми, предизвици. Најавивте регулирање и за порталите. Знаете, спомнав, значи вториот закон во кој што ќе ги покрива, најверојатно и тој ќе биде закон каде што ќе треба многу работа и многу стекхолдери да бидат вклучени, е законот за медиуми. Таму во моментот ние немаме никаква законска рамка, да кажеме, за порталите и мултимедијалните содржини поврзани со нив, што не е добро ни за нив, ни за државата. Значи, вие треба да имате некој тип на мапирање на што се случува и како може да се подобри. Ова исто така е предизвик и за ЕУ земјите. Ние разговараме со нив во моментот да видиме кој е пристапот кај нив и тие се двоумат од тоа дали треба или не треба во оваа фаза. Има една група на експерти во кои што мислат дека треба да биде се уште таков нерегулиран тој простор и за да може самиот да произлезе од bottom-up од доле, па некако понатаму според тие индикатори да направиме закон. Јас мислам дека тоа е погрешен пристап, бидејќи според, знаете, денеска ние се соочуваме со инфраструктура каде што не знаете кај читате, што читате, колку е точно. Бидејќи си дозволуваат секој да направи портал, да објави текст, каде што не знаете ни кој го напишал текстот, ни дали текстот е правилно напишан од аспект на процедурите и правилата во кои што треба да ги има секој новинар, но од другата страна и информацијата во кој што текстот или тој материјал го нуди, многу често ни се случува дека не се точни или се половично точни. Ви благодарам. Благодарам.